Време е за честни луѓе да се стават доста. Не плашете со полицајци, тие се со нас. И тие се изманипулирани, за да ви штитат вашите криминали. Додека говорите овие денови Срам! дека полицаите се виновни кои што влегле или не влегле и отишле на друго место, да се запрашаме кој им ја дал наредбата на полицајците дека треба да отидат од едно на друго место. Не може некој вработен да ја смени операцијата додека одговорниот не му каже дека треба да ја смене. Но сепак ние гледаме дека меѓу реченици министерот говори, тоест не говори, дека токму тие се виновни. Не, министре, се знае од каде смрди рибата, од главата, од каде што ја добиваат наредбата. Точковски и Коцевски. Жално е, мајкиве, во чии глави се е испомешано, кои се обидуваат веќе 40 дена и солзи немаат, својата болка и да ја претворат во бес, но бесот погрешно да го канализираат. Дали вие, министре, знаете што значи погрешно канализиран бес? Дали ќе се удостоите еден од вас, било од кое надлежно министерство, макар и еден пратеник од Кочани, кој што имаме неколку, да излезе пред нашиве и да каже: драги сограѓани, јас веќе нема да бидам пратеник, го видов ово што се случи со вас. Има таков? Видовте таков во овие 40 дена? Нема. Срамота! Срамота! Само еден позор што се слика со донации, амбулантни возила, што оде по аукции, се слика и постира цело време само на Facebook и пише коментари негативни смисла од народот негативни за него. Не ни треба таков представник и мандатар, кој што ништо нема направено ни за Кочани, па камоли за Македонија. Замислите својот роден град, па камоли за државата. Забораваат една работа, дека на овие места се затоа што народот ги донесе. Како ги донел, така и ќе ги однесе. Нека не забораваат дека Бог е еден, ама кога народот ќе биде посилен, тогаш знаеме што се случува. Така е. Напор! Браво! Напор, отказ, напор! 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 Андрей Лазаров работеше овде во Скопје, во Асеко, заедно од Скопје за Кочани, од Кочани, од градот на периферијата во Диско и таму да заврши нивниот другарски и мењачки живот. Пуни енергија, пуни младост. Заедно и сега почиваат. Заедно си дојдоа од Скопје и заедно загинаа. А никој нема објаснување зошто. Не се загинали убијани. Во името на корупцијата, на митото, на парата, нашите деца настрагаа пуни енергија, кој мислил што ги очекува, какви лиценци, какви дозволи, какви прегледи е правено, кој е тоа водил математика, само пари, пари, пари и ништо друго. И сега нашите деца да ги нема за 3 дена, не начека 25 роден ден. Радуваше се. Нашето е завршено со завршувањето на нивниот живот. Нема никаква утеха, нема никаква правда за нашите деца, што не се го заслужили тоа. Ова е Андреј Лазаров кој играше тука во Скопје, во Шкупи, моментално. Именјаци, другари, Играше работнички, играше стиквеш. заедно од Скопје во Кочани и заедно да загинат. Пуни со позитивизам, пуни со енергија. Да се види со другарите и со нас. Они не се загинали, они се убиени. Не дочекав ни да го не се видам. загинали. Има разлика. Јас бев замината од дома на екскурзија во Турција и не се вратив дома да го видам. Ни жив, ни мртв. Црквата кажува дека овоа било Божја волја. Овоа не е Божја волја, овоа е убиство. Убиство во име на парата. Само интересот, профитот. Да е некој
од одговорните што требало да се ја врши одговорно работата, немало е до ово да дојде. Било Министерство за економија, за социјала, за труд, полиција, за градежишто, ништо. Убаво, јасно, гласно. Значи, не ние да улаваме, ово излезат. Оставоле го ушаша. Това е седми, абсолютно правилно.